вели професоре, јас морам да ве видам. Не, вика, морам, јас утре се вале доаѓам. И оно го носи топчестата флејта. Вика, едноставно морав да ви се јавам. Значи, никој пат не ме водело материјалното, секој пат ме водело потребата да знам кој сум. Самите гледачи што можеби не те виделе овакво светло, ќе те видат како длабоко духовен човек. Ми биле дадени, ми биле овозможени да можам да патувам во други димензии, затоа што кога ќе затвориш очи, престануваат сетилото за вид. Шпојратот бил мојата инкубација, мојот инкубатор. Јас сум роден со 7 месеци. Мојата длабока подсвест почнала да испраќа информација на мојата свест во моментот дека ова е нешто што треба да биде белек на мојот живот. И тоа не е случајно. Тие средби со моите инструменти, јас сум доаѓал преку сон, на сон. Одење во друга димензија, го напушташ ментално телото и неговата потреба, ти само свириш, само твој, затоа што си во еден креативен занес кој што те носи во друга димензија. Сакаш да знаеш кој си? Да, убедливо. Ова си, вика ти. Многу пати отвори темата за синхроницитет. Како си го постигнал тој и како му веруваш на тој синхроницитет? До оној момент кога телото се грчи за воздух веќе. Значи, можеби минута и пол сум бил или не знам колку време сум дувал во тој инструмент, сум го озвучувал како тако без да земам воздух. За празвукот сега да те прашам. Па звукот е космичка и вонвременска категорија. Прашањата кои се надвиснуваат. Кој сум јас? Зошто сум јас? Која е мојата задача во оваа игра што се нарекува живот? Отворени разговори во Фенеркаст. Здраво, пријатели. Ретко кога некој има шанса да прави интервју со неговиот омилен музичар. Денеска имав таа шанса, гостина Драган Дутовски. Човек има толку големи аспекти од него. Значи, едно бил професор на музичка академија, е музички археолог, има основано синтезис, бил дел од Анастасија, Драган Дутовски квартет, нормално самиот е музичар, но пред се е длабоко духовен човек. Ова е ретко интервју, знам дека често кажувам ретко интервју, но ова е навистина ретко интервју затоа што можевме да видиме што значи синхроницитет, да видиме човек кој го оделотворува значењето на тој збор. Како духовноста ја пронашол во својот живот, како го живее тоа денеска. Навистина ми е тешко да опишам оваа епизода, но ќе мора вие да ја видите и на крајот да ја опишете, затоа што е навистина, не знам, за мене беше длабоко инспиративна епизода. Едва чекам да ја видите и да ми кажете што мислите, бидејќи за вакви епизоди за ова постои Фенеркаст. Така дајде да почнеме. Драган, многу ми е мило што си мој гостин. Кој што и ќе кажам на најавата, ретко кој има шанса да го има својот омилен музичар како шанса да го интервјуира човек. Мене многу ми имаш инспирирано со твојата музика и едва чекам овој разговор да го имаме. Не се сомневам дека ќе биде предобар. Исто и јас. Хајде да почнеме од некаде. Можеби од самиот почеток. Знам дека имаш интересна приказна за твоето раѓање. Па можеби од таму да почнеме, па ќе продолжиме на некои други теми. Добро, во суштина и ден денес, после 67-8 години, ме интересира феноменот на раѓањето, како можеби тоа се предиспозиции кои што ме пратат од моето лично раѓање, доаѓање на овој свет, ќе говориме и на таа тема. Па сега баш во умано разговаравме на таа тема, јас сум роден со 7 месеци, значи седмаче. Роден сум на 21.11. месец, 57 година, тоа далечно прилично. Во услови колива, зимски, значи услови по 2 метра снег. И првото нешто што го имале моите родители, односно мојата мајка која била млада, 18 години, тогаш збунета од прва бременост, збунета предвремено најавување мое доаѓање нели во овој свет што го нарекуваме живот, или подоцна ќе кажам симулација, нели ќе збориме на таа тема, затоа што за мене животот во принцип генетска симулација, како и за многу други филозофи кои говорат на таа тема. И се случило во 11 на саатот навечер да до тогаш безимениот, а со желба да дојде на овој свет што поскоро,
а веројатно со предиспозиции со свое име, затоа што сум родил точно на празникот Свети Архангел Михаил. Значи сум можел да видам Мишо, Михаил, Архангел, Ангел, не знам, Михаил или го кажав веќе, не е важно, него кумото се определ да бидам Драган, да ми го дадат името Драган. Значи 2 месеци порано и одеднаш се појавува проблематиката како да се спаси еден сочуведен нов живот. И тука настанува оно што се вика трансгенерацијски наследства или искуства на заедницата и така натаму. И некој рекол, чекајте, ќе заколеме овца, тазе, нали, ќе го замотаме детето во свежа кожа и ќе го ставиме во рерна од шпорет. Шпорет на дрва, нали, стандардно. И тоа според кажувањата на мајка ми ставале 3 жарчиња во просторот кај што е за дрва, за да биде константна температура. Иначе огништето било сврталиштето во коливата. Таму се готвело, таму се топлило семејството. Меѓутоа, шпоретот бил мојата инкубација, мојот инкубатор. Така да 2 месеци сум поминал во такви услови, во наследени знаења кои што имале желба и инстинкт да сочуваат нов живот. Иначе зимско дете и денеска имам и затоа и засипнувам малку пред тоа кое говоревме. Зимските деца чудо некое по природа засипнуваат кога ќе има или ладна вода, чаша ладна вода, или ќе се смени времето, одма влијае на моето грло. Меѓутоа, веројатно тоа се нуспојави кои го пратат моето раѓање. Така да, во суштина имам многу тешко детство. Многу тешко раѓање, заедно со мојата мајка. Значи, танталови маки ги викаат, нели, и јас и мојата мајка, за наредните 2 години да бидат исклучително тешки. Значи, на неполна година имам и добиено кила, од бесно, затоа што сакаш да го надополниш овој изгубен временски простор од 2 месеци. Значи, темпераментно дете. После уште една, првата неуспешна, втората поуспешно праце, значи во рокот од 2 години сум имал наистина многу премрежија, што би рекол народот. Меѓутоа, тоа ми е некаква водилка и од денешен аспект, кога размислувам за раѓањето како феномен, кој што никој не може да го опише, ниту една, ниту квантна медицина, ниту квантна биологија, не знам, ниту пак вештачката интелигенција, за кој што сметаат дека конечно ќе даде одговор како настанува животот, како настанува раѓањето. Се јавуваат предиспозиции да се бавам со уметност, можеби, со музика. Значи, сето она што... Како се манифестирало тоа во твоето детство? Имало некој инструмент околу тебе што си го фатил, си слушнало некој? Јас во 5-то оделение почнав да свирам мандолина. Значи, предиспозиции за музикално дете, кој што треба родителите да му дадат инструменти. Мојата или несреќата на татко ми беше што прво ми даде хармоника во раце, јас не го сакав како студент, затоа што беше премногу бучен, премногу гломазен за моите детски раце во тој период. Меѓутоа, под влијание на моите другари од школата кои што свираа мандолини, пројавив желба да свирам мандолина. И тоа беа некои првични пројави, можеби, на дете кога ќе мечтае, кога ќе има своји визии, дека нешто натаму во животот или некаква крајна цел. Тоа, во мојот случај, тоа беше една сцена, музичка сцена, на која што јас се појавувам сам, во црвени светла, завеси, така и свирам 1 или 2 инструменти. Значи, нема група околу мене зад која би се зацкривал како уметник, како музичар. И редовно отидов малку во иднина, редовно на моите концертни турнеи, дали тоа со Дедесинте, дали со квартетот, дали сам по светските сцени, стално ми се
ќе ми наличи малку на таа моја детска визија дека овој концерт ме потсетува на мојата визија од дете. Тоа е пето оделение. Меѓутоа, се уште не се појавила таа сцена. Дефинитивно како оно што ќе кажам, до тука е. Значи, таа е водилката која низ целиот мој уметнички и филозофски пат и изведувачки, свирачки пат ме водела. Меѓутоа, зборот е дека има нешто што се вика свест. Баш во една, малку ќе отидам во една друга тема, во Сараево, односно во пирамидите, разговаравме, потсети ме високо. Бевме повикани од го заборев сега, Хасанагич, ми се чини. Не е важно, да. И после концертниот настап, тоа повеќе ми беше повентата, разговараа сите 2 дена, 3 за самосвест. Иначе во Србија постојат една група на луѓе кои што не се организирани, него се нарекуваат лидери свести. И после 2 дена, 3 слушајќи ги нив и после концертот ме прашува, Драган, тебе не те прашавме, вика, ти што мислиш за свест? Иначе нивната констатација беше дека колку повеќе си начитан, колку повеќе знаеш, толку повеќе си свесен. Уште при самото нивно излагање мене ми беше неприфатливо, викам, не го прифаќам, значи не ми иде во глава. И како некој да ги слушнал моите зборови или мисли, и ме прашува, вика, а бевме така поголема група, вика, што ќе кажеш ти за свест? Викам, прво не се сложувам дека треба да си начитам па да ти се појави свест. Јас прилично читам и сум начитан, па ништо не знам и не знам дали сум свесен за моето знаење или незнаење. Меѓутоа викам, ќе ви дадам еден пример. Тогаш им кажав приказната за моето раѓање. Јас сум седмач, целата приказна да не ја повторувам. И замислете, викам, сега кога јас сум 2 месеци во услови на традиционална инкубација, шпоретот ја има дводимензионалната функција едната, да тогаш не се служел за готвење, за грејење, него бил класично само инкубатор за да се сочува на живот. И викам, замислете дали во тој момент кај мене не постоело некое ниво на свест или самосвест која ќе ме одржува во желбата за живот. Јас мислам дека токму таква една желба, покрај топлината на огништето, покрај сите звуци кои што доаѓале од моите блиски, од моето семејство, кои што ми годеле на душата, нели, кои ми што ја поттикнувале желбата кај мене за да се бориш за животот кој со една мачнина си дошол на оваа планета, на оваа земја за да го живееш. Мислите ли дека во тој момент не постои некаква форма на свест? И сите као се преиспитуваат. Јас мислам да. Затоа што велам во тој момент за мене сите фактори околу мене допирале до мене. Тоа исто го имаме како систем на восприемање уште во предпородилниот период, кога сме во утробата на мајката. Ние сме веќе изложени на секакви влијанија и така натаму. Особено оној момент кога 7-та или 8-та недела проработува мозокот, односно почнува да ја работи својата функција, добивајќи милиони неврони, милиони информации. Мислите ли дека немам неколку месечно или 2-3 месеца искуство на база на таа основа на свест, која ќе ми биде подкрепа и енергетска подкрепа и во таа, како се вика, во таа желба да се одржиш во живот, нели? И настана една многу интересна дебата на таа тема, кога уствари настанува свест и што е тоа во принцип свест, нели? Така да сите тие сегменти од денешен аспект многу често се навраќам на тој мој тежок период од животот кој што ми дава нови
смерници, нови услови за љубопитност или не знам како да го речам, за да можам да почнам и понатаму да си истражувам себе си првенствено. А како тоа почнало, знаеш, што ме интересира? Самите гледачи што можеби не те виделе овакво светло, ќе те видат како длабоко духовен човек. Оно што ме интересира е како тоа почнало, како се манифестирало во твоето детство, кои моменти имало кај што, ајде можеме да ги наречеме духовни, или ти сега во моментов кога го слушаш ова прашање можеш да кажеш овие биле моменти на развој или фактори на развој? Да, па ќе одговорам директно, меѓутоа тоа исто се лета на крилата на она што се вика синхроницитет. Значи, кога ќе размислувам на тоа нешто, нешто ми е познато. Значи, кога ќе се навратам на моето детство и сега после 60 и некусур години, нешто ми е познато како да сум го преживел, како да сум го доживел, и повторно е водилка низ мојот живот. Можеби јас сум темпераментно дете и така, енергетско одма се вцрвувам, одма горско дете што викаат, полн со енергија. Кога почнав да свирам мандолина, значи мојот жичен инструмент, јас сум по вокација гитарист, после мандолина почнав да свирам гитара. Дури на 33 години ги откриев традиционалните инструменти кои што ми годат мене, кои што се мојот идентитет во принцип, уметнички говорам. И творички. Значи, кога почнав да свирам мандолина, бев одличен свирач. Уште во тоа време, благодарение на мајка ми, затоа што беше минатата година почина, добар пејач и добар играч, научив многу македонски песни, посебно малишевски. Меѓутоа, замисли една ваква ситуација, преку ден играме фудбал, па и ќе се подстепаш малку со другарите, имаше еден обичај, поминуваа деца покрај нашата куќа која беше на периферијата на градот, па знаеја да направат штета од јаболка, не да скинат една две, него да направат уште поголема штета. И тогаш бев агресивен. Бранејќи го имотот, стално го јадев и ќотекот, меѓутоа поента да беше кога ќе дојдеше татко ми, кој ќе види дека целиот сум така, со белези од масовна тепачка, ќе ми испотепа уште по-сериозно. Така да јас сум тепано дете во принцип, што е добро. Меѓутоа, затоа што сметал дека јас сум виновен, јас сум бил поводот. И денот е таков каков што е, со болка, душевна и така натаму, до оној момент кога ќе се приберам 9-10 сат, кога ќе ми кажат ај ти оди горе на спиење, кога ќе ја земам мојата мандолина, кога ќе почнам да свирам, престануваат сите земски или дневни збиднувања кои што биле причина можеби за мојата душевна болка, затоа што некој пати во многу наврати бев повреден. Знаеш дека не си виновен, дека си се ставил во функција да браниш имоти и така натаму. Меѓутоа, кога ќе почнав да свирам мандолина, говорам значи петоотделенец, уште тогаш умеев, тоа се повторни предиспозиции од реѓањето, умеев да отидам во друга димензија. Да ги затворам очите и тогаш веќе се јавуваат визии, црвени сцени и вакви онаки. Јас од секој пат знаев дека мојот животен пат ќе ме води кон сцена. Значи, таквите потреби да се однесуваш кон самиот себе, да го смируваш болката во себе, да ја со звукот на мандолината, да ја звучна бања, да ја исплакнеш, да ја измијаш, да ја истушираш душата, сопствената душа, се практично базата и основата на денешната моја, да речеме, не би ја нарекол философија, него денешниот начин на размислување по основ на многу нешта, па и по основ и на музиката. Значи, по цели ноќи и одва чекав да се стемни, да си ја земам мандолина, затоа што денот те чека школа, те чекаат обврски околу себеството, те чекаат работа кој што ќе ти ги дадат родителите да завршиш, меѓутоа ноќта беше моја.
Дефинитивно. Значи, јинг енергијата, нели? Женскиот принцип во мене кој и ден денеска е многу силен. Нели, ние носиме и женски и машки принцип јинг-јанг во себе, меѓутоа кај мене е многу изразен тој плашливиот сегмент кој што многу умешно го насочи во она што го викаме уметност или она што јас милувам да го наречам во процесот на раѓање на нови звуци, нели, кои што ќе имаат простор да создаваат нови форми. Сега да те прашам за раѓањето на нови звуци, ама претходно се навратам на ова што го кажа. Значи, самиот момент на свирење тебе ти правило да се чистиш од тешките работи што си ги чувствувал. Така е. Дали имало, веројатно дека имало, едно е чистењето, но после тоа, кога си достигнал одредена форма на чистина, да продолжиш и понатаму преку, веројатно, и самата музика. Дали си го имал тој момент и како изгледало за тебе да навлегуваш подлабоко преку тој процес? Па да, значи тоа е еден период, целиот период на основното школа во Берово помина низ еден таков дуализам. Дневни детски расправи, строги родители, татко мој пред се, со негов начин на воспитување, па детските бели фудбалски игри, немирни односи, нели, генерацијски, ме следеше до, како се вика, до крајот на основната школа. Потоа запишав средно музичко школа во Штип, каде од една страна имав некакво чувство на слобода. Значи, заминав во друг град, во друга средина, во друга институција од повисок ранг, нели, тука се сретнав со други инструменти, свирев тромбон и тоа прилично добро, затоа што не беше моја желба, него мојата желба беше, сега ми падна на памет, беше флејта. И не е случајно. Денеска кавалот е мојот инструментот на мојата душа, тогаш од еден жичен инструмент, прилично практично и изведувачки зрел свирач на мои години се разбира. Иначе бев многу подобри од наставникот по музичко. Одеднаш добиваш нова димензија, нов музички, како се вика, нова музичка платформа, ја освојуваш нејзе. Тогаш се запознав, кон крајот на 4-та година од средно музичко, се запознав и со гитарата. И ги молев двајца другари мои да ми продадат на гитара, кои беа добри свирачи во тоа време. Врска немаш. Ти ми ја дадоа за као 200 денари денешни пари, а ги собираа моите другари у Берово. Значи парите ги собравме моите друштва. Татко ми не ми даде пари за гитара, затоа што имаше трошкови за моето школување, така натаму. И собраа пари, меѓутоа затоа имаа после право на незе, колку поголема од мене, да ја постават на слави за 1. мај, па да ја гаѓаат со воздушни пушки, целата имаше дупки. Знаеш, ме со дефинитивно. И не можеш тука. Тебе те боли душа, затоа што си ја донел инструмент, правевме играјќи, они ќе испијат по едно пиво, по две, заедно со мене, се разбира. Ќе ја постават таму на 10 метри и кој ја погодил, кој ја промашил, за моја среќа ја промашил. И значи се сретнав со уште еден инструмент, меѓутоа тој период во средната школа нема време човек да се бави со себе, затоа што образовниот систем те зема цел, дефинитивно. Говорам за нашиот музички образовен систем, верувам и другиот. Значи те насочуваат кон оно што не, ти има потреба, оркестрите имаат потреба од тромбон, ти ќе свириш тромбон, затоа што школскиот оркестар има потреба тоа. А имаш големи усни за флејта, ќе говориме после за топчестата флејта на таа тема, усни, има големи усни, така, крупно дете бев и ми дадоа тромбон. Меѓутоа, кога дојдов на факултет, уште еден процес на освојување на простор. Значи, почнав веќе да свирам, да настапувам, значи се бориш за сцена. Уште си далеку од себе. Моето его, во принцип, кој што малку заборави на детскиот момент, кога бев 5-то оделение до 7-8 оделение, ја се бавив со себе. Не се бавев ни со школскиот оркестар, иако ми се смеја, затоа што бев добар
добар спортист, гимнастика и фудбал ми идеше и сликарство. И сега одеднаш Драган ке свири инструмент. Беше многу комично, затоа што ме знае темпераментно дете. И стално си ја барав белјата. Се до момент кога свирев у оркестар, кога почнав да се истакнувам, нели? Значи во тој момент бев посветен на себе си. Да се смирам, да живеам со моите визии, да живеам со нешто што во тоа време сум немал поима што значи тоа живот или не знам, филозофија на живење или уметност или музика, меѓутоа интуитивно, инстинктивно сум ги доживувал или ми биле дадени. Јас верувам дека ми биле дадени, ќе говориме и на таа тема. Ми биле дадени, ми биле овозможени да можам да патувам во други димензии, затоа што кога ќе затвориш очи, престануваат сетилото за вид да биде свесно околу тебе што те обкружува, него одиш преку сетилото за слух, ти овозможува да патуваш во други димензии, да ја доживуваш и тагата, и болката, и инспирацијата за музика, и потребата да се дружиш со инструмент на друг начин. Значи, до факултет практично немав можности да се бавам со себе. Се до оној момент кога почнав да учам кавал, да учам традиционални инструменти. Значи, тука почна силни напливи и потребата да... И тука може би беа и најсилни прашањата кои се надвиснуваа не само кај мене, него кај сите. Кој сум јас? Зошто сум јас? Која е мојата задача во оваа игра, што се нарекува живот, нели? Органска симулација и што треба да правам јас со тоа. Значи, во принцип, во тој период после земањето на пособено кавалот во раце, иначе свирев и пред тоа тамбура, бев блузер, игранки свирев ми така натаму, меѓутоа егото е насочено кон надвор. Да се докажеш пред некого, да се покажеш како добар музичар, како зрел гитариста, успешен, кој што има, како се вика, предиспозиции да напредува и на уметнички план. Кажи ми, за тој момент кога се почна да си ги поставуваш тие прашања, прво дали кавалот ти го инспирирало од тоа или едноставно се погодиле во одреден период да тука е кавалот, тука се тие прашања, тука имаш време, веројатно и околности да можеш тоа да... Тоа е синхроницитет. Значи, едноставно знаеш дека кога ќе го земеш, дека нешто ти се случило, дека има нешто предходно кое што предходело пред тоа. Јас затоа сметам дека се разбудени сериозно архетипови, кои што ги има, секој од нас ги има во себе. Мојот архетип, кој што е генетска особина, значи, не само од моите родители, тоа е нешто што говоревме во нашата подготовка за овој разговор. Јас имам едно уверување, нема да го наречам филозофија, за кое што исто ќе кажам, меѓутоа, значи, ми избега мислата. Ајде да прашам за архетип. Да, архетипот. Значи, што е архетип? Архетип е нешто што подсвесно во тебе го носиш генетски, значи тоа ти е дадено со твоето раѓање. Тоа е дарба, во права смисла. Нели, Јунг ги анализира сите 6-7 архетипови за музика, за уметност, за математика, не знам што. Меѓутоа, во тој даден момент, веројатно, мојата длабока подсвест почнала да испраќа информации на мојата свест во моментот дека ова е нешто што треба да биде белек на мојот живот. И тоа не е случајно. Значи, до тие средби со моите инструменти, јас сум доаѓал преку сон, на сон. Ке говориме за топчестата флейта е, како се вика, убав пример. И за мене показател дека си верувам на моето лично искуство, на моето знаење, на моето сознание како такво. И автоматски во таа смисла знаењето доаѓа и со потребата да или обврската да ја споделиш со ученик, со студент, со колега од бендот и така натаму. Значи тоа се силно разбудени, меѓутоа
архетипови кои што биле врзани за традиционалната музика. И во тој момент имаше еден момент размислувајќи за себе автентичност, нели, како автор, како свирач. Можем јас како блузер немам шанси, иако свирав добро гитара. Како рок гитариста исто така немам. Меѓутоа, барајќи го својот уметнички идентитет, тогаш испливуваат овие архетипови на еден начин кој што се вика синхроницитет. Иначе синхроницитетот е ништо друго, така барем викаат дека е состојба на свеста помеѓу субјективното, објективното или подсвесното и свесното. На граница. Јас мислам дека нема граница. Тоа е цела една низа од искуство. Практично во тој сегмент доживуваш и сваќаш дека си не предодреден, него едноставно мора да ти се случи средбата со кавал, средбата со топчестата флейта, средбата со еден огромен број на инструменти кои што ги владаем и кои што треба да ти донесат информација, треба да ти донесат ново размислување за музиката, затоа што секој инструмент има сам за себе карактер, сам за себе носи информации, нели? Многу пати отвори темата за синхроницитет и можеби една од поглавните теми на овој разговор, затоа што тоа е една твоја убава, не знам дали можам да ја наречам карактеристика, ама одредена вистина што ја живееш, што е навистина ретко. Мислам, како што и опиша, синхроницитет е кога подсвеста и свеста се праќаат пореки едни со други, но да можеш да живееш на начин на кој го разбираш тоа дека едно исто, не е лесна состојба за човек да ја постигне. Би сакал да те прашам, оно што мене ми доаѓа кога прашам барем во мојот духовен пат е довербата во тоа. Значи, дали работи што ти се појавуваат во сон, дали работи што интуитивно го чувствуваш во одреден момент во нова ситуација во која се наоѓаш, оно што се случува е рационалниот ум тука си вика, како може да е ова вистина, кога денаш доаѓаш до нови информации. Оно што го чувствувам од тебе не само што си поврзан со тоа, туку длабоко му веруваш и ти е главна водилка во животот. Како си го постигнал тоа и како му веруваш на тој синхроницитет? Тоа е навика. Прво, синхроницитетот свеста има обврска да го реализира оно што подсвеста му го дава како информација. Така навикнав и јас, верувам така и психолозите го нарекуваат таа состојба на психолошката состојба, нели? Така да практично кога прво низ собственото искуство. Нели, редовно говорам дека сум завртен, моето его е завртено кон истражување на самиот себе. Не од аспект на психологија или не знам, него во моментот што ми се случува кога ќе земам кавал или кога ќе земам топчестата флейта, мене ме интересира тој момент и ден денеска. А колку повеќе размислувам, тоа е со години наназад, значи нешто ме подготвува за еден таков чин. За да размислуваш на нешто што треба да ти даде вистина во моите очи. Пред мене. Како, мислам, ние можеме да разговараме за дефиниции за раѓањето на звукот, озвучување на инструменти, антропологија на звукот, како сакаш наречи го. Меѓутоа, кога ќе земам инструмент во рака, било кој, престануваат дефиниции. Ти си медиум, јас сум медиум во тој момент кој што енергетски има обврска, тука е исто линијата архетипска, да го звучно озвучи тој инструмент, да генерира, кој има предиспозиција или е правен да продуцира звук. Сите инструменти се направени за нешто. Музичките се направени да генерираат звук. Што мене ми се случува во оној момент кога ќе затворам очи, на мисловен план,
Значи на ниво на затоа што мислата во тој момент е звучна, нели, и говорот и јазикот е фреквенција, звук, слово, нели, се е тоа музика. Меѓутоа, што се случува не само во целиот мој психолошки строј и во музиката, во мозокот, оној момент пред да се чуе звук на кавал. Значи, самата подготовка. Сите тие параметри мене ме интересира да ги дознаам лично јас. Не да ми кажува Јунг. И се случува многу пати кога ќе читам, или сум го читал на времето. Ќе кажам, па чекај, ја ова го знам. Сум го искусил. Значи, не само да го цитирам неговото мислење за психологијата, за архетиповите, за неговото значење во индивидуална смисла или за колективна меморија или не знам што, него ми интересира што јас чувствувам во овој момент. И тоа е прво избегнувам во тој оно што се нарекува себичност. Сите мои знаења, согледувања, сознанија во тој момент во блиска иднина имам потреба да ги споделам со тебе, со студент, со публика. Меѓутоа, тоа е сосема свесно, сосема искрено и сосема совесно, затоа што звукот како енергија има животворна моќ. Тоа е животворна енергија. Значи, она го прати сиот животен свет, жив свет, па и нежив, она, метафорички речено, го прати еволутивниот процес на се што е живо. Сакаш птица, сакаш растение, особено човекот. И неговата моќ сум ја окусил, значи сум ја почувствувал во мои секојдневни дружења со топчестата флейта, например, или со било кој инструмент. Значи, она толку сичушно, едно малечко, едно глинено свирче, штета што го заборавив, односно нема време да го донесем, иначе се договаравме. Да го покрене целиот конструкт на пианиното, на клавир, во собата на ќерка ми, кој веројатно една фреквенција, истражувајќи го за потребите на мојата докторска дисертација, погодиле еден заеднички парцијал, еден аликвотен тон, кој што е заеднички за целата структура на клавирот. Сите негови 83 жици и тонови, кој е пирамидален. Нели? И одеднаш клавирот го чувствувам на ногата вибрира. Значи, од само еден тон. Претходно исто ногата ми било таа, меѓутоа сум свирејќи, развежбувајќи се, истражувајќи ја како аликвоти, не знам, тонски низи и така натаму. Малечок глинен инструмент 7000 години стар, буквално го раздвижи клавирот. И некој, кажувајќи му ја приказната, вика, и му кажав, моја размислување, може би звукот ја има и моќта на движење, левитација, на, како се вика, раздвижување. Може би старите цивилизации со звук ги правеле пирамидите, покренувале огромни грамади и така натаму. И вика, што клавирот да не летна високо, да не се крене. Па викам, да ти кажам, искрено малку си исплашив да не стане, да не се случи еден таков момент. Меѓутоа, сите тие се мои искуства. Значи, не се осознаени од некаква теорија на музиката или истражување, но моја искуство. И кога говориме за синхроницитет, бевме на турнеја со квартетот, иначе он ме води. Јас му дозволив во животот да ме води затоа што прво ме штити. Многу пати малку и неумесно во оваа прилика да говорам. Меѓутоа, има наредниот ден предиспозиции да бидам загрозен по неколку основи. На сон или интуитивно, мојата подсвест ме предупредува. И некако навикнав тоа и да го пратам и да го пуштам, тоа е многу опасно. Во секој случај, многу психолози ќе кажат дека е замка, меѓутоа моето животно искуство вели дека апсолутно си верувам на моето алтер его, на нешто што мене ми е дадено, нешто што
Творецот, или ќе говориме на таа тема, верувам ќе ме чепнеш, пошто и ти си духовно дете, ако си млад многу по мене, убаво пливаш во она што се нарекува духовност. Да скратам, турнеја во Москва и во Сан Петербург, и после концертот во Сан Петербург, јас си легнав, децата отидоа на кафе, и јас сонувам, од небото ми паѓа леток. Парче хартија, плаво небо, тетури, немаше никој околу мене, значи мене ми било на менето. Го фаќам во лет и на македонски пишуваше ќе добиеш порака, заперка, од друг свет ќе чуеш глас, заперка, ќе биде твоја обврска, задача, нешто не го памтам. И затоа велам дека стекнатото знаење на еден педагог, уметник, свирач, доаѓа, па и тоа и практикум. Секој човек низ историјата наназад стекнал искуства, знаења, доаѓа заедно со обврската да го пренесе. И тогаш е дел од колективното културно наследство, нели? И се враќам и бев загрижен, викам, каков глас од друг свет, какви, што е ова, или не, малку те дрма, беше многу чудно, многу мистично. Убаво исчитано го имам и дури еден концерт беше така најавен, ќе чуеш глас од друг свет, ќе чуеш глас, ќе добиеш порака и така наравно. После 2 месеци ми се јавува еден археолог кустос Трајанка Јовчевска од Велес и вели, професоре, јас морам да ве видам. Викам, ако доаѓаш порано, овие неколку дена, пошто со УНЕСКО треба да одиме во Африка, во Нигерија, во Абуџа, нема да видам тука. Не, вика, морам, јас утре се вале, доаѓам. И доаѓа и наредниот ден ми ја кажува приказната, беа кај мене во кабинет Стојан Стојков и Божаровски професор, 2-3 бевме, 4 не се сеќам кој беше друг. И оно го носи топчестата флејта и уште еден наот од коска. Вика, едноставно морав да ви се јавам. Ќе отварам, иначе тој наот е најден од 89-та година. Од 95-та-6-та година, вика, со Дедесин Тежис концерти, не знам, и стално викав, мора да го однесам тој наот кај професорот за да види експертиза, да каже дали станува збор за музички инструмент. Меѓутоа, една недела, од денес на наназад, секој ден јас немав мир на сон. Оди со Даутовски. Телевизија ќе отворам интервју Даутовски. Новина ќе отворам пишано интервју повторно. Цела недела, тоа е синхроницитет. Цела недела, вика, јас едноставно бев, како се вика, нападната со информации и со пораки дека треба да се сретнам со вас. А планирам од 90-тите години, а тоа се случи од 2004-2005, нели? Без издена после сонот во како се вика, во Русија, Сан Петербург. И заминав, го земав, направивме и заминав за Нигерија, загрижен уште за пораката и чекај. Од друг свет, и ја поврзав приказната за топчестата флејта. Не ми беше интересно ништо, ни УНЕСКО, ни Абуџа, ни... Одвај чекав да се вратам, затоа што ми се потврдуваа многу пати, по многу пати досега, дека нешто што подсвесно ми, дали е на сон. Иначе, тоа е познато и Јунг пишува за тоа, дека уметникот, како индивидуа, како индивидуален, како се вика, идентитет, како свој идентитет, своите знаења ги добива на сон. Најмногу. И работејќи на себе, нели, практикувајќи инструменти или со онаа област со која се бави. Што е апсолутно точно. Сум го доживеал на своја кожа. Значи, и од тогаш практично се што се случило на музички план, сум ги ловел. Значи, 90, 80, 90% од моето творештво, авторско, е на сон. Ке се разбудам, слушам, мислам, живеам во космосот, живеам дома, односно дома сум, нели? Слушам музика, се будам и исто тоа е и вежба, долги години го вежбав да го памтам сонот.
се будам и ја запишувам главните постулати на она што би требало да биде форма, композиција, нели? Дали ритам, дали основна мелодија и не знам што. Практично навикнав да му верувам на синхроницитетот како не е граничен, некој еден животен процес кој се одвива од длабока една, како се вика, подсвест, која што ја носиш генетски и плюс прашање сега друга тема генетска, од кога можеме да рачунаме на генетиката како таква. Јас рачунам од оној момент кога нема ништо за мене, животот ја настанува и звукот. Нема ништо. Одеднаш почнува да живее звук. Значи животот настанува во една таква форма од тишината, се материализира во ова игра што викаме живот, нели си има својата функција и така натаму, во таа симулација. И што вика Фроид на крајот, суштината на животот е смртта. Повторно се враќа во тишина. Сите тие сегменти ме доволно влијаат на мене, доволно се убедливи да пуштам да ме води низ животот. И колку повеќе старам, се повеќе зависам од нив. Значи, не дека моето творештво зависи од таква една психолошка состојба, нели, па да со сила да спијам, да земам апчиња за спијање, за да сонувам музика, него тоа доаѓа, тоа е синхроницитет. Значи, тоа те прати. Значи, во најголемиот дел, он е креативен. Меѓутоа знае во многу работи, јас имам неколку премрежија, што викаат народот. Нели? Еднаш сум се давал па неколку пати. Едното и од самото раѓање на крајот на краиштата. И тоа се тие понатамошни навики. Јас веќе имам не е навика, него имам потреба. Значи само што ќе затворам очи, и одмарајки се веќе сум во друга димензија. И тоа сопругата која патем те поздрави, ова е твојата професорка по музика, а ова вика не си тука. Не сум тука и морам да ме влече назад за да бидам повторно жив играч на ова игра, нели, на оваа симулација. Ајде може за окарината да збориме. Тоа е топчестата флейта што многу пати ја спомна. Неизбежна е во самиот муабет, затоа што прво само по себе ќе им покажеме на гледачите како тоа звучи и како тоа изгледа. Според мене е, не знам, магично нешто. Магично е мал збор што можам да го кажам. Како стигнало таа во твои раце и како имаш кажано дека таа дошла за да те научи работи во твојот живот. Така. Како стигнала до тебе и што те научила? Па можеби и не научила, него сега можеме да кажеме малку и посмела една констатација, која првично не беше моја, туку беше на еден наш голем поет и мој добар пријател Ефтим Клетников, кој што прв од надвор од моето семејство, од моето најблиско окружување, ја слушна топчестата флейта. Он истата вечер напиша есеј. Иначе и двајцата, и он е некаде 2 дена пред мене, значи исто е 11 месец роден, со предиспозиции за такви разбирања и такви филозофии, ако можам да ги наречам. И он ќе напише, за една вечер го има напишено есејот, значи го чекала 7.000.000 години неродениот да се роди повторно. Тоа е само поет може да го добие како информација. На исти начин на кој што јас ги добивам звучните информации, тој ги добива фреквенцијските информации, реаѓањето на зборот. Затоа што исто реаѓањето на словот е Божја работа. И недокажање. Не верувам дека некој пат науката ќе докаже или ќе изнајде решение како настанува зборот, како се претвара мислата, како енергија, како електрицитет во материализам, материјално. Јас сметам дека тоа е веќе материализирано уште во мозокот, не е само кога ќе излезе во навидение, нели. Така да во суштина она сега можам и отворено да кажам, не ми ги донесе, него ме потсети, можеби.
затоа што еден момент кога ја снимав со КТМ, таа томографска, компјутерска томографија, нели, за потребите на истражувањето, се гледа белегот на усните, значи отисокот, каде што се озвучува инструментот и иначе она сама по себе е филозофија. Прво е во функција перфорациите, отворите се во функција на триаголник. Она ме потсети, можеби не потсети, него ми даде на знаење дека триаголникот е мојот космички белег или печат, како сакаш наречи го. Што испадна точно. Значи, затоа што не е случајно, од еден аспект. Од друг аспект, Зошто триаголникот е твој космички белег? Не знам. Ке треба да го проучувам. Значи, не знам, меѓутоа сите тие информации кои што ме тераат да кажам дека тоа е мој печат и моје лого во принцип. Штом сум го прифатил од уметнички аспект како лого, значи нешто му верувам на она што е подсвесно во мене. Беше страшно сознанието дека моите усни одговараат на трагите на топчестата флейта. Значи, говориме 7000 години. Некој кој што го моделирал за себе. Знаеш, кога сега, обично не гестикулирам со раце, аба некако ме натера сега да почнам да ги движам и рацете, обично се во друга функција, за друга намена. Меѓутоа, оној кој што го прво конструирал мисловно, го изработил со раце. Магијата на рацете се десната и левата рака имаат, едната имаат форма, другата есенција. Значи нешто да го направат нешто што е резултат на еден мисловен концепт. Меѓутоа, прашањето е сега која е целта? Не е само да се направи топчето, нели, топчеста флейта, па да се направат 3 перфорации, него од моите истражувања говори дека прво бил одличен скулптор, пошто она е целосно во еден монолитна, не е од калуп, не е од 2 дела па лепена. Значи, правена е со допир. Моделирана е со буквално моделирање на пластиката на глината, буквално на еден ваков начин, нели. И е после озвучена, не озвучена, него е оспособена да генерира звук на многу суптилен начин. Значи, тој човек, тој кој што ја изработувал, не ја изработувал за некој друг, не ја изработувал за себе. Нели, дефинитивно, тоа исто го докажа. Затоа што за да биде она во функција после на музиката, мора некој да му ја знае целта. Значи да го знае контекстот на тоа што го прави. А топчестата флейта ја има вертикалата, има божественоста во себе. Ја има, како се вика, скриената геометрија или тајната или златната геометрија, како сакаш наречи. Значи златен пресек и така натаму. Значи точно пропорционално се отворени перфорациите за да бидат тонално стабилни. Значи она самата по себе строј кој што е моделиран на начин да кога ќе се озвучи биде совршена во нејзиниот хармонски склоп, интонативно. И она има само 3 тона. Тоа се СГБ, во музиката ги викаме молска, мала терца и голема терца. Тоа е јин-јанг, женска и машка. Женски и машки принцип. Случајно? Не. Говорим за нешто и затоа ќе говорам после. За мене е најважно дека таа топчеста флейта ми освести, ме врати во нејзиното време, односно ме врати во моето време, оти кога ќе се навратиш длабоко во истражувајќи ја својата душа, каде и да е, иако знам каде е, и ја негувам и ја користам после музиката за да ја милувам прво мојата душа, низ една звучна бања истуширана убаво, на која што и годи, нели, прво на мене, а потоа тоа го споделуваш и со она што се вика публика. Значи, она ме научи, односно не ме научи, него ме потсети и ме обврза
да сите мои сознанија понатаму ги споделувам со студенти, со ученици, со истражувачи, со научници и така натаму. Тоа е обврската, нели? Така да во многу сегменти топчестата флејта само ги беше логичен ток во мојот живот да дојде и повторно, што вика Клетников, да се сретнат двајцата, едниот нероден и она што го чекала 7000 години повторно да се роди, за да се сретнат и да направат она што е видливо. Говориме за неизеден, има книга за неа, она е предмет на научно истражување, ја свирав по сите сцени во УНЕСКО, во Обединетите нации, секаде и така натаму. Значи, она е повторно животворно вратена во овој сегашен момент. Иако времето како такво не постои, нели? Како мерна единица. Зошто мислиш дека сега во ова време е вратено тоа? Па затоа што ти исто така добро знаеш, затоа што ќе те прашам тебе зошто беше ти во Индија, која беше потребата да отидеш таму да запознаеш некои гури, затоа што ова е момент на појавата на новиот човек или старо новиот човек. Повторно циклусот е затворен, повторно тоа е моје верување, тоа е моје убедување и она не е случајно и од тој аспект. Иначе, зошто па и кај мене? Затоа што, веројатно, нашата допирните точки кои што не прават едно мене и топчестата флејта, не се од сега. Не се од сега. Може би сум ја свирал неколку животи наназад. Некој ќе ми замери, може би, на таква констатација, меѓутоа, во принцип, негов проблем, ама во суштина она е дојдена во тој... Зошто, например, 90-тите години не ми ја донесла? Она е најдена 89-та година. Зошто тоа 2004 година? И како тоа добивам во Русија, во Санкт Петербург? Најава дека ќе имам средба со нешто што доаѓа од друг свет. Неолит е друг свет, сам по себе. Во тој... И не е случајно, неолитот е човековата пролет, така го нарекуваат. Пролетта на човековата еволуција. Немало војни, немало ништо. Имало потреба за духовно разбирање, имало потреба за себе анализирање и имале нашите предци потреба да стекнуваат знаење. Иначе тоа е особеност на човекот, љубопитност. И сега не можеш ти да издвоиш, за мене тие се биле многу попаметни сега, отколку денеска ако имаш проблем да му пишеш писмо на овој чат, како се викаат, не знам како се викаат, па да ти даде одговор. Не, они го знаеле однапред одговорот, па и нашите генерации, па се подготвувале за, ако сакаме да кажеме, тежината на новите сознанија, новите знаења. И така настануваат чуда. И се одеднаш археологијата говори за те пирамидите, не знам ово, она, тоа се резултати кои што ги направиле раце. Знаеш, со многу осет, со многу посветеност. Нели? Врз основа на ментален склоп. И сега ќе кажеме дека неолитот биле интелектуално на пониско ниво, напротив. Затоа и те прашав, дали мислиш дека можеби во ова време доаѓаат такви поголеми промени, некај што се потребни овие работи за Да. Засилени си. Мислам, јас и тоа исто го пратам. Значи, потребата од будење или свесност или третирање на како се вика спознанието, себеспознанието и изложувањето и споделувањето со колективот, со заедницата. Сега колектив кога говориме за планетарно ниво. Не говориме само во една херметички затворена заедница, која што била можеби во неолитот. Да, ама културниот слој бил исто како и во Кина. И затоа многу веќе ќе спомнав денеска говоревме со академик Лавкова. Многу повеќе ме ќе интересира, ќе те засегне малку кинеската филозофија и практика и искуство и маите.
нели, нивните календари и така натаму. Многу повеќе од колку индиската филозофија. Види. Добро. За празвукот сега да те прашам, не знам дали е исто тоа што го викаш од кај што доаѓа зборот, од кај што доаѓа звукот. Тоа е одредено прашање што те загонетнало во животот и ме интересира како би го одговорил тоа, каде доаѓа звукот. Па звукот е космичка и вонвременска категорија. Некои од физички аспект го дефинираат како перцепција на звукот, нели, со сите своји параметри, јачина, фреквенција и така натаму. Меѓутоа во суштина тој постои. Како што и моите искуства некаде постојат таму, па сега ми ги враќаат по некои патишта и така натаму, што се однесуваат директно на мене. Значи, во суштина, раѓањето на звукот или звукот како таков, како што го реков и животворен, е суштинска, како се вика, форма која постои веќе во космосот. Сето она што јас го создавам со мојата маленкост, со моите инструменти, е ништо друго него уште еден хармонски, уште еден тон во таа космичка матрица звучна која што опстојува, која што е во времеска, затоа што секој одсвирен тон, секој изговорен збор, ќе се сложиш, е веќе дел од таа космичка хармонија. Не? И на крајот на криштата, поубав пример ќе дадам. Значи, ние сме симфониски оркестар. Јас самиот за себе сум симфониски оркестар, исто и ти, затоа што секој инструмент има, секој орган има своја фреквенција и сам за себе инструмент. Има своја фреквенција. Ако веќе има фреквенција, тоа е инструмент. И под диригентската палка на како се вика, сега ми избега мислата на нервниот систем. Значи, нервниот систем ќе види, тој ми свири бубрек левиот, ми свири фалш, тоа нешто не е уред. Мозокот добива информација дека тамо тој свири фалш, што е работата, тоа е, се вика, болест или пореметување хармонски. Автоматски еден фалшлив тон пореметува и околу него други фактори кои што се склад, кои што досега биле во склад, и одеднаш еден ако почне да фалшира, вие свирете го малер, кој сакате композитор свирете го на еден ако штрчи, се распаѓа, нешто не функционира. Така и во човечкиот организам големо влијание има фреквенцијата, односно звукот. Па дури и она се, ако го говорим, затоа што ако позитивно, ако мислите не се позитивни, ако убаво разговараме со тебе, тоа се рефлектира на хармонскиот или складноста на моите органи, фреквенцијски. И тогаш они се, јас си умеам дури и со концентрација, особено со инструменти и со техника на дишење, која што е многу важна за изведувач и за добар и говорник и оратор. Значи, техниката на дишење е основата на како се вика совладување на изведувачка техника на било кој инструмент. Право мораш да научиш да дишеш. Тоа го практикувам и без инструмент. Во функција на симфонискиот оркестар. Давајќи му напатствија на диригентот во мене дека се е окей. Преку техника на дишење, тоаш повратната информација до мозокот доаѓа, добро, тамо е окей. Добро свират сите органи, добро се уштимани, добро сите, нема потреба од, како се вика, од дејствување, односно давање на команди, тамо нешто ти си фалши, кога ќе му се натуриш со прстот на бубрикот, настанува веќе сериозна на патологија. Како изгледа во пракса таа техника на дишење? Значи, во пракса, кога музицирам на дувачки инструмент, а потоа се пренесува и рефлексно, или како навика и на жичаниот инструмент. Значи, кога свирам на кавал или на топчеста флейта, јас заборавам едноставно речено да дишам. Значи, ќе земам, тоа е она гњурци, нели, гњурачи кои што имаат техника посебна на задржување на воздухот во себе, на дахот, ама кај нас кај музичарите тоа е
и озвучување, значи мора добра фреквенција, мора топлина на воздух за да можеш да го озвучиш инструментот. Например, кавалот има потреба многу топол воздух, кој што треба да му го подготвиш и да како се вика, да генерира звук. Во тој момент, значи се случува, во таков еден момент се случува да јас земам 2 пати или 3 пати воздух во минута, истовремено испуштајќи, создавајќи музика, која треба да биде динамички, естетски, издржана. Значи да биде на ниво, на еден професионален изведувач, на еден музичар. Значи практично се она што се викаат изразни елементи на музиката, зависат од техниката на дишење. Не можеш ти да направиш динамика, пијано или форте, не знам што, а да немаш техника на дишење. Мислам, тоа ќе биде смешно. Во твојот случај има двојна улога тоа. Значи, едно е практично за самиот инструмент, а второ е дека самото дишење тебе ти влијае како човек. И кој што кажуваш и надвор од свирењето, надвор од музицирањето, тоа е веќе навика. се уште го Тоа е навика. Значи, кога во принцип во мои години, кога ќе зборуваш многу, кога ќе пивнеш нешто, ќе го качиш притисокот малку повисок, нели? И годините си го тоа носат со себе. Јас сум во состојба за 3 минути да го спуштам на минимум. Значи, во тој момент тогаш пулсацијата на срцето и се она што значи пулс оди под 40. Многу ниско. Значи, тоа е веќе навика и знам дека би годи на телото, затоа што телото си има потреба од кислород. Органите исто така. Се сеќавам сега, ми падна на памет кога снимав, има на YouTube еден спот, мислам дека ти го пуштав, Клjuč се вика, кај што ја снимав оригиналната топчеста флейта со харф. Јас заборавив да земам воздух. И овој што беше на пулт, тонес вика нешто се случува, нешто почна да ми шета таму на кај тебе лево, десно, духови, не знам ово, она. Тоа е негово доживување. Јас знам дека во тој момент, во момент на одење во друга димензија, го напушташ ментално и, како се вика, уметнички телото и неговата потреба за воздух во тој момент и само свириш, само тоа, затоа што си во еден креативен занес кој што те носи во друга димензија, пак ќе повторам. До оној момент кога телото се грчи за воздух веќе. Значи, може би минута и пол сум бил или не знам колку време сум дувал во тој инструмент, сум го озвучувал како таков без да земам воздух. Стројот, организамот си има свој, како се вика, своје темпо, своја динамика на вдишување, издишување, нели, и така натаму. Другото е се вежба. Нели, дали спортистите, тоа е исто она кога квалитетните коли сега имаат, не знам, 5-та, 6-та, 7-ма брзина, убациш во 6-та, 7-ма брзина и иде брзо, а моторот спие полека. Тоа е исто. Сега и во жичаниот инструментариум, кога ми е тамбурата во рака, кога имаш физичка активност, мавање со, како се вика, со рацете и така натаму, динамика, за потребите на динамиката, дишењето ми е на минимум. И тоа е таа веќе изведувачка навика, нели, која што е принципи на йога и така натаму. Меѓутоа, за разлика од йогата, е насочена во озвучување на еден инструмент и создавање на една музичка форма која што не е само дел веќе од космичката матрица, туку е обврска и за аудиториум. Не рековме, знаењето треба да го споделиш со аудиториум, со публика. Во едно интервју што го гледав од тебе пред неколку години, кога добив желба и јас да направам интервју со тебе, кажа дека сакаш да се дружиш со тивки луѓе. И многу ми се допаѓаше таа формулација, што очигледно не е буквална, зашто би се дружил со луѓе кои не би збореле, али имаш нешто позади тој збор. Што значи за тебе? Па тишината е услов за нови рожби. Значи, кога човек во тихување
свесно или несвесно, ама најубаво да тоа биде свесно, доаѓаат нови потреби, нови решенија за за твоја некаква скрина љубопитност. Мојата љубопитност е врзана за музика. Оно што го нарекуваме музика, иако јас тоа го третирам како енергија. Значи, за да можам да ја почувствувам првенствено јас таа енергија да ме задоволи, морам да отидам во состојба на тихување. И тогаш било каква галама околу тебе и најдрагиот, дури и со сопругата ма викам, дај малку, и она знае кога сум ќутлив, и она е во апсолутна тишина. И ништо не се случува, можеби се саати. А седиме еден до друг. Знае, и тоа се нејзини зборови. Знам вика дека тогаш нешто ти се врти низ главата, нешто правиш концепти, не правам ништо. Мислам како да ја објаснам. И кажам, да, викам, окей, компонирам, создавам, само да не ја повредиш. Меѓутоа во права смисла на зборот или еден прав одговор, ако сакаш да ти дадам, тоа се ставам себе си на нула. Ништо да не знам. Без никакво влијание, без никакви сознание. И затоа не сакам да ја слушам мојата музика, создадена наназад. Затоа што подсвесно ќе има влијание на нешто, некаков процес. И тоа значи дека не седнуваме сега да земам инструмент и да почнам да компонирам. Ниеден од класичните композитори исто така не го правил. Добил информациите во даден момент, па седнал и го средувал тоа за денови или месец денови, без разлика за големината на формата, симфонија, концерт или не знам што. Мене ми треба таа тишина да бидам што подолго и што почесто во нејзе, за да се ресетирам енергетски, значи да се стабилизирам, за да можам повторно да примам импулси. Затоа што тоа ме исто подсети, тоа е во склоп на одговорот. Новинарка една, долги години наназад, иначе беше ми досадено на вистина интервјуата, се исти прашања, како, кога почна, што почна и така. Меѓутоа, она само што седнавме и ме праша, кој си ти? Прво ме затекна со прашањето затоа што милион пати, како што кажав претходно, сами од себе си го имам поставено тоа. Кој си ти, Драган? Која е твојата функција? Иначе ние имаме сите обврски и задачи и сме пуштени во оваа игра да го играме својот живот из принципот на љубопитност и на игра, на креација, на создавање, на стекнување на нови знаења. Меѓутоа има потреба каде што во даден момент ќе се заситиш и јас се доведувам во состојба да кажам јас ќе прочитам некаква убава дефиниција, мисла, дали од некој гуру или не знам се. Човече, ја поима немаме, ништо не знам, ова прв пат го... Значи, стално ќе бидеш во состојба да чуеш нешто што не ти е познато. Поготово ако не е дел од уметноста, музиката кој што е мој свет. Така да потребата во идење на тишина и викам, ајде да ти одговорам. Викам, и тоа во моментот, и тоа повторно не е мој одговор, него е космички или архетипски исфрлен во дадениот момент, па свеста беше таа која треба да го оформиш во форма на одговор. И викам, знаеш, јас сум планинско дете, одиш собираш тревки по планина, мајчина душичка или не знам други тревки, од кои што имаш намера да направиш еликсир чајче, нели, за да ти годи на душата, што викаат. Ке собереш такви тревки, ке ги ставиш во врела вода, ке уништиш еден живот, една енергија, со цел да направиш нешто што тебе ке ти годи. Исто класично и типично човечки. Колку да е тоа традицијски наследено како искуство, како знаење, дека делува на здравје и добро е да се пијат чаеви. И викам, ќе ставиш во топла вода, ќе процедиш, ќе ставиш цедилка во шолја, ќе процедиш и ќе го испиеш чајчето, ако го засладиш со мед, многу вкусно, ќе ти годи. И викам, знаеш ја што сум?
она цадилката што го собира талокот од тревките што останува и што останува понекој пат и прљавштина, нели, по него. И сета прљавштина, јас му велам тоа. И се збуни. Прв пат и да дадам таков одговор, меѓутоа тоа остана трајно во мене како сознание. Значи, може би во тој момент не била моја мисла, нешто ми е дадено. И тоа е правило. Во суштина, јас сум медиум, човечко суштество, кој што со својата освестеност, како човек, како уметник, како е добробит за овој свет. Така го рачунам. Немам никакви зли намери кон никого, не сум криминогено настроен, него напротив, да преку музика, преку оно што мене ми е дадено, да озвучувам алатки инструменти, го споделувам со она што го нарекуваме, нели, публикум. За таква цел е навистина потребно да, и многу често, одам во светот на тишината, каде што сум дома. Дефинитивно. И тогаш ја разбирам целата филозофија зашто сме ние дојдени, односно не дојдени, него дадено ние тука да си го изиграме она што се вика живот или она што е органска симулација или не знам како да го наречи, матрица или не знам како. Значи, низ едно искуство кое што ќе биде само твое. И затоа од тој аспект многу внимавам да не бидам влијателен на студентите, учениците од духовен аспект, него нека си проценат сами и они знаат, сите мои студенти и ученици знаат дека имам однос кон самиот себе и тоа сум го докажувал многу пати на предавања. Низ многу примери. Значи, се случувало сега ќе кажам што значи тишина. Уште еднаш, ќе направиме намерно галама на колективно предавање, иначе мојата настава се одвиваше индивидуално. Ученик со учител. Што е најисправно, затоа што станува збор не само за педагогија, за откривање на некакви исподелување на некакви знаења, него психологија. Значи, во изведувачкиот сегмент најважно е да психолошки ги поставиш односите со својот ученик, ама давајќи му на знаење дека јас сум насочен кон себе како се вика, персонална психологија. Кон себе. Не интерперсонална, не кон колективот. Него првенствено кон себе, проучувајќи си себе, моите потреби, мојата психичка, што може да ме вознемири, што може да ме смири, како тоа делува и како тоа се рефлектира на моето обкружување во еден даден момент. Ке кажам после и за музикотерапија, подсети ме да не заборавам, иако не го нарекувам така. И сега се случува да говориме за музиката како енергија, затоа што многу генерации поминуваат на факултетот завршувајќи без да знаат да одговорат на дефиницијата што е музика. Што е музика? 4-та година абсолвенти завршуваат, не знам. И сега, говорејќи на таа тема, дека во суштина е енергија како таква, велам, ајде замислите сега, го земајќи го моето искуство. Јас сум тепано дете, значи, кога ќе дојде дома таткото, детето направило белја, јас бев белјаджија, и сега мене не ме тепале со кајша, ма летале шамари, па и клоци. И детето направило белја и одеднаш се гушка кај мајката и бабата, ама го смирувам амбиентот во кабинетот, динамиката ја спуштам на ниско ниво и велам и одеднаш тишина го теша, знае дека ќе добие казна и одеднаш влегува таткото, брка голем, крупен кајшо. Тоа ми настанува ветрометина од емоции, од стравови, многу битен сегмент. И го јаде ќотекот. Правиме една динамика, една форте, една атмосфера мислам, со приказната правам и одеднаш со раката по клуп, пам, и сите се тргнуваат и настанува тишина.
Нели? И говориме, продолжуваме на тоа, мислам, тоа ми беше омилена тема и повторно импровизација на како се вика, на наставна програма. Е сега замислете мене како му било на ова дете, што го јадеше ќотекот, ама замислете мајката на детето е во 7-8 месец бремена, како го доживеало нероденото дете, потенцијалното братче. Уште потравматично. И ќе заврши предавањето и немаат воздух. Студентите слушаат тишина и пуштам намерно да како се вика, да атмосферата да биде на апсолутна тишина. И само ќе кажам, сега имам потреба да ве избањам звучно малку, звучна бања да ми направам, ќе земам кавалот, ќе се отсвирам и не знаат како да излезат од кабинет. Значи, тоа е суштината на музиката, енергијата, како таква. И сега, ќе се надоврсам, веќе спомнав, имав искуство со деца со посебни потреби. Иначе и со аутизам, а иначе имав неколку работилници со луѓе со посебни потреби, меѓутоа златен сремац беше со деца со аутизам. За неполни 3-4 минути со кавалот се смируваат фреквенцијски, затоа што во ниската лага, во топлата боја на кавалот има голема доза на тишина. Поготово оној карактерниот дел на завршетокот на тонот, која ќе заврши, настапува наизразајниот елемент на тонот, тоа е тишината. Значи, тоа е воопшто и докажано од музичката наука. И одеднаш после 15 на минути 20, свирејќи, само морам да напоменам дека не настапувам во функција на музикотерапевт. Значи, не сум човек кој што со своето знаење, своето искуство, со своето сознание за моќта на звукот, свесно го манифестирам за да има некакво влијание. Не. Во такви моменти, исто и на концерти, во поголемиот дел од концерти, јас се обраќам на квантумот. Правам иницијација на просторот. Значи, разговарам со она што е потенцијална тишина. Кога ќе престанеш тон, само огинот се слуша, само пламенот. Апсолутна тишина. И одеднаш после 10-15 минути, а сите беа претходно немирни. Нели? Се седнаа на столици, на своите места, беа 10 на 11. И одеднаш почнаа сите да говорат. А со отворени очи, мирни, совршено, јас си музицирам и сите говорат. Ама од првиот до последниот, 11 деца. И со очи ги прашувам дефектолозите, учителките ни беа 3. Вика, спијат. Тоа е моќта на... Како мислиш говорат и спијат? Бладаат. Значи, секој е во својот свет, секој сонува, секој спие со отворени очи. Значи, ни еден не беше клапнат, него буквално тоа е фасцинантно. Има на таа тема можеме да говориме. Што е тоа што им прави на децата? Енергија. Значи, звучната енергија во комбинација со тишина. Знаеш, во таков еден момент имаш блага мелодија на инструмент кој што е меланхоличен, кој што е Божји инструмент. Значи, и двата инструменти, и топчестата флејта и кавалот се Божји инструменти. Зависи од топлината, од дахот. Како вика, Господ Бог собра глина, му вдахна животно и настана човек, и ви човек. Значи, суштината на топлината на воздухот, дахот, со тишината која што е главна особина карактеристика на просторот во кој што се наоѓаме, како и сега, во комбинација со свесно продукцијски изнародени звуци, значи, или мелодија, ајде како и да го речеме, создава како се вика, исцелителска енергија.
И тоа е во принцип прашање на едно претходно одговор на едно прашање претходно, звукот што е. Значи звукот има моќ да исцелува. И тоа е докажано низ сите цивилизации досегашни, ама има моќ да биде разорно оружје, за кое што сме сведоци и денес. Нели? Така да во суштина се е ова во право време. Одеднаш имаш огромен број на молитви, на молитвења, на филозофии, на дружби со гуруа, со учители на таа тема, а светот е пред 10 секунди до апокалипса. Иако за мене апокалипсата и затоа апокалиптикум имам еден проект, кој што значи нов почеток. Значи мора се да заврши па да почне од почеток. Мора се да се направи тишина на светско ниво, на планетарно ниво, тоа е страшно звучи и изгледа. Меѓутоа, тоа е неизбежно. Иначе на духовен план, на човечки план, веќе настапува една таква потреба од тихување во себе анализирање, себе освестување и себе, како се вика, па добро, реков, самосвест, кое што ќе има добробит за човечанството наспроти оно што денеска значи трансхуманизмот преку вештачка интелигенција и така натаму. Значи, сите овие мои сознанија, сите мои животни искуства, мои лично, не од оно што сум го читал и така натаму, колку читам, се повеќе не знам. Меѓутоа, верувам и стојам позади таквите сознанија кои што можам во секое време да ги докажам и ги искажувам и ги докажувам, нели, пред публика, на предавање и така натаму, дека настапува едно такво време и една таква генерална потреба за тихување. И тоа е веќе сериозен процес, кој што е минутка, не е ни минутка. Трансхуманизмот има отворена сериозна војна на човекот и на човештвото и тука е одговор зошто сега. Топчестата флейта се го направи своето со незиното појавување во овој период, во ова време, или не време се едно, каде што веќе нема потреба да бидам со нези, сега да идам по кина, па не знам, тоа не е остварливо. Концертни турнеи, не знам, гостување така натаму, иако ја имам представено на многу континенти, она си го има направено своето од енергетски аспект. После, не знам, 6-7 години, повторно е оживеан енергетскиот набој кој што бил во низи, во кој што верувал тој што ја конструирал како таква и било озвучено тогаш и имала своја намена, била во контекст. Истиот тој контекст се случи 2005-2006, па до 2016-2017 ја свирев секаде. И она е денеска со мене, од звучен аспект, јас имам една копија, која што запорави да земам, пак ќе кажам, и стаклена и глинена, со која што ги задоволувам уметничките потреби од тој инструмент, затоа што не ми е сега дозволено да ја изнесувам на концерти, иначе ќе се случи брзо, затоа што и многу пати кажувам, она е дојдена овде да биде звучно, да биде слушлива, да ги пренесува пораките. Затворена е во Велес во еден сеф, под клjuč, само она, чиниш, не знам, 10 кила злато е, а она е непроценлива, со непроценлива вредност. И на кого да му кажеш дека е многу важна и не е случајно овде, на ова тло. Не е случајно. Како што не е случајно и во моите раце. Може да виде од кај било кој музичар. Кажи ми за ова тло. Значи има очигледна поврзаност твоја со ова тло, со Македонија, со етнозвукот што постои тука. Многу си имаш посветено на истото. Зошто? Повторно ќе кажам генетика. Генетски предиспозиции, затоа што ние колективно сме врзани. Колективот е својот идентитет го крепи, го чува
во форма на приказки, во форма на митологија, митови, се што е врзано за колективот. Меѓутоа, индивидуалниот идентитет се создава и се осознава врз база на сон, врз база на комуникација со самиот себе. И сега кога ќе говориме за уште едно раѓање, тоа е раѓањето на зборот, кој што е услов да се создаде национален јазик, македонскиот јазик. Значи, мојот мајчин јазик. Јас сум поврзан не како идентитет, него како човек, папочна врска. Пред малку кажав, каде е душата? Во срцето е, кое што душата велат дека е 10 дел од врвот на едно влакно, кој се наоѓа во срцето, ама исто мислам дека е некаде околу папочната врска. Затоа што кога ќе се стресиш, стомакот ти реагира прво сите немири и неубави чувства и стравови, така ќе ги почувствуваш прво во стомакот, тоа не е случајно. Папочната врска е комуникацијата со оној свет, со овој реалниот свет на кој што ни е дадена можноста да си играме, нели, во животот, со она што го викаме живот. И сега во седмата недела настанува, нели, спомнав, проработува перцепцијата за слух, се отвара внатрешното уво и од тој момент мозокот добива милиони неврони, како што реков. Меѓутоа доаѓа и фреквенции и звуци од надвор. Значи, вибрации кои што ги слушаме ние во директната комуникација со нашата мајка, папочната врска. И затоа велам дека човекот не смее да ја изгуби папочна врска на човек со човек, без разлика каде е во светот. Тоа ќе биде изгубена битката со трансхуманизмот. Папочната врска. Никој пат не може да го почувствуваат тој биолошки сегмент, таа комуникација на топлина, поврзаност со собствената мајка, па и човек по основ на папочна врска. Не џаве на Венко Андоновски папокот на светот. Не му е, мислам, толку успешен романот. И сега одеднаш ти, уште во тој период се стекнуваш со особеностите на она што ќе биде утре твој мајчин јазик. Значи ти го учиш веќе во тој. Иако сум ја бранам таа теза и стојам зад неа дека и ДНК, во ДНК-та на секој човек врзан етнички говорам, е впишан јазикот. Низ светлина, низ фреквенција и така натаму, значи предиспозициите се веќе уште во самата ДНК. Со комуникацијата преку мајката фреквенцијски веќе детето со доаѓањето на овој свет, прво ја пее која ќе го плеснат по газето, ќе почне да плаче. Тоа е првата песна која говори дека музиката е пред текстот, пред јазикот. Меѓутоа веќе со предиспозиции кои што во себе ги носиме, како се века, за мајчиниот јазик. И затоа не држи вода кој ќе каже некој македонскиот јазик е кованица од ово или не знам глупости. Тоа е класично непознавање или да не кажам потешки зборови. Значи говориме за нешто што цел живот си приврзан кон мајката и кон незиниот се она незината оставштина. И по генетски пат, па и културолошки, социолошки, како сакаш. Значи, во тој контекст е мојата поврзаност кон тоа. И оној момент кога ги учиш првите зборови кои што се исклучително моќни, зборот има страшна моќ, скоро иста како и звукот, затоа што словото е звук. На почетокот беше словото, ама словото е звук, фреквенција. Прво, како мисловен концепт, енергетски, односно како електрицитет, се материализира уште во главата, го кажав тоа, како звук или како збор. Тука е некаде одговорот на барањето каде се раѓа зборот или каде се раѓа звукот. Тие се од исти центар, само што едно доаѓа претворено во она што го викаме музика, класичен звук, другото е она што го препознаваме како збор. И неговото, како се вика, комбинацијата и комбинирањето на родувањето на многу зборови настанува јазикот, па настанува народната поезија, па после се случува и тој национален јазик. Значи тоа е нешто што ме влече, затоа што јазикот има
не виде на македонскиот јазик, конкретно говорам. Тоа не може да се пофали англискиот јазик. Има страшна звучна моќ. Плюс метроритмичка структура на текстот, на поезијата, народната поезија која е создадена да се пее. Случајно е тоа? Не. Значи, народната поезија која што не може никој ниту да ја испрепише, ниту да ја присвои како своја, затоа што присвојаш генетски код, присвојаш нешто што е ДНК, нешто што му припаѓа на двајца луѓе. Не можеш да го игнорираш, не можеш да го порекнеш. Значи, тука лежи мојата потреба или љубопитност во истражувањето на она што се вика звук, затоа што во една изговорена реченица поетот има сила, има моќ со еден роден збор да отвори космос. На писателот му треба дузина новоизродени зборови за да создаде слика во својот роман. Ама поетот е исто како јас, уметникот. Еден тон и е доволен сам за себе да уметнички се произнеси и самиот себе и сите своји изразни својства на она што го викаме музика или пренесување на енергија, на емоција или да. Сега да прашам, сега да ставам една друга перспектива, затоа што неодамна отиде во пензија, иако имаш живот пред тебе. Сега да вратам наназад. Значи, генерално публиката што го гледа во ФНРК се наоѓа помеѓу 20-30 години, секако дека има и постари и помлади од тоа. И се би сакал да те вратам во како ти, ако денеска би бил млад човек, со тие години, и со тоа духовно искуство, за некој човек што би се барал себе си, што би го дал како совет? Знам дека како човек си многу ненаметлив, али сепак би сакал да ти... Па да, трпеливо истражување и посветување на самиот себе. Значи, неизбежно и секојдневно насочување на егото, јас го викам алтер его, значи првото јас и ти разговараме во второ лице. Разговараш со вториот Драган, оно што го гледаш. Меѓутоа, во комуникацијата со алтер егото, односно настојувањето да се осознаеш и да бидеш што почесто со самиот себе, особено во барањето на многу одговори кои што се и витални за оно што го викаме живот, затоа што тука лежат и вистинските и тука лежи вистината. Во суштина човекот има потреба, човекот е дадена му е шанса на секој од нас да се игра малку во тоа што го викаме живот, низ собствени искуства, но собствени како се вика сознанија, се со цел да осознае што е тоа љубов, што е тоа вистина, што е тоа емоција, што е тоа уметност, што е тоа тишина, што е тоа убаво, добро. Секој може да биде лош. На крајот на криштата тебе ти е дадена можност да бидеш лош, да бидеш материјалист во права смисла. Значи, никој пат не ме водело материјалното, секој пат ме водело потребата да знам кој сум. И веќе ти кажам и еден раритет, како резултат на многу прашања упатени кон себе, добро, кој си бе ти? Кој си бе, Драган? Што е твојата функција? Што треба да правам? И тоа многу години наназад, не е само дружбата со топчестата флейта. Тогаш добив конкретни одговори. Меѓутоа, во една експанзија на поставени прашања кон самиот себе, кон моето его, кој што го насочив кон себе, да трага кон моите генетски предиспозиции, се оно што го носам во себе подсвесно. Како што реков, секој уметник добива поголемиот индивидуално насон, одговорите ме. И вика, сакаш да знаеш кој си? Да, убедливо. И ме легнува во една лебдичка форма и ме носи
низ простори одеднаш ме носи во една пештера. Знаеш, и уште сум во лежечка, така, лепдам, и во истиот момент се појавува сенка на зидот од пештерата, темна, кој знае, може би во Африка пештерата беше, некаде ме носеше. Ова си, вика ти. Сенка, дух, окей, тоа сум. Знаеш, така да во суштина нашиот земски живот е материјален како таков. Можеш да ги, меѓутоа духовниот сегмент да ја почувствуваш вистината, да ги почувствуваш само сознанието како резултат на барање на одговори е вистинскиот пат. За секој, поготово млад човек и поготово во ова време каде што во секое време може да се затвори вратата од трансхуманизмот и да настане тотален хаос. А е веќе при крај. А кога ти викам млад човек, значи верувам дека ти во твое време можеби главниот предизвик пред се е го спомна материјализмот, значи луѓе што се насочени на така, и тука е моментот кај што ти се различен од другиот. Значи ти си поставуваш прашање кој сум јас, што сум јас. Сакаш да дознаеш одговори, а луѓе се фокусирани код надвор и тоа го гледаат како нешто што е бадијала потрошено време. И она што најчесто се случува, луѓето се конформираат. Едноставно во под притисок на околината се станува тоа што се и останатите. Верувам дека и ти си го имал тој предизвик во тоа време. И воедно и ова, значи кога добиеш одговор дека ти си сенка, има веројатно и дел од тебе кај што си кабе како може да сум само сенка, како мора да сум ја нешто повеќе. Да, лепшо фактор. Да. Па да, прво сите сме исти. Не сум бил никој пат различит од моите другари, од моите колеги, иако многу пати мојата генерација во Штип, особено во средно музичко школа, ќе кажат, и сега скоро пред неколку години ми го кажа, ама ние знаевме дека нешто кај тебе има. Што имало кај мене? Знаевме нешто, а бев немирен, исто темпераментен, исто. И во Штип си продолжив, во средна школа и така натаму. Значи, не сме различити, ние сме апсолутно исти. Значи, спуштени сме со тоа што имаме различити. И дадено ти е само да си одлучиш како ти како ќе си ја играш играта на твојот живот. Тука завршува се. Јас уште како дете, петооделенец, знаев дека мојата симулативна игра низ неа ќе се движам со брановите на музиката. Во тој период беше мандолината. Може би во тоа, ама не сум бил различит, пошто имаше во оркестар од 30 деца. Значи сме биле исти. Се разбира, мојот талент и нивниот талент за музика бил поизразен од другите. Другите биле ликовно ориентирани, или не знам математика, или не знам историја. Меѓутоа, може би сме различити музичарите, уметниците по основ на тоа филозофско прашање, однос кон артист аудиториум. И тоа е, значи, и во тој сегмент го гушам моето его. Не сум со его трип да сега ќе ви покажам ја тука што знам, што музика. Не, него во даден момент се пуштам да со мене владее подсвесното. Јас сум само во тој момент генератор. Оно што го реков, нели, медиум, кој што само сум средство низ кое што една емоција, која што иде преку мене како филтер, треба да ја споделам, како знаење, како сознаење, треба да ја споделам, и моја обврска е да ја споделам со оно што се вика публикум. Иако Плутарх, например, вели тамо некаде 893 генерација, ако добро памтам, така вели он, 893-та генерација на човештвото за секој пат ја изгубува
божественоста на музиката. Тоа е негов став. И тоа 500 години после времето за кое што се обраќа, на кое што мисли, нели? Зошто? Затоа што во тој даден момент музиката била ставена во функција на поготово кралските двореви, артисти и публика. Не иде вертикала, него оди веќе хоризонтала. Автоматски ја губи, се сложувам со него. Значи, после, не знам, еве толку време, верувам дека во светот има милиони луѓе кои што ќе ја споделат исто мојата констатација за тоа дека е вистина и потврда, затоа што и мене ми е најважна вертикалата. Најважен ми е, како се вика, квантумот. Затоа што јас сум дел од него, сите ние сме дел од него, функционираме исти воздух, иста енергија примаме и така натаму. Значи во таков еден момент, и тоа е мудрост, можеби. Не сум сигурен дали сум мудар, меѓутоа така го викаат искуство, или искуство е во прашање, иако турбанот не е символ на мудрост. Тоа е моето мислење, да те чепнам малку на твоја ниво, на твое поле. Сметам дека тие што носат обележја, символи и турбани не се толку мудри како што се представуваат. Помудри има луѓе на село кои што ќе ти каже убаво и како се вика, убав совет и корисен, отколку да те направи следбеник. Значи, во суштина, младиот човек треба да го прати денешната потреба на што повеќе освестени луѓе. Како се викаше? Свами? Садгуру? Да. Садгуру, да. Да, ама не значи дека милиони следбедници се освестени луѓе. Напротив. Да се пак зависи од човекот, колку самиот ќе се вложи. Да. Неодамна отиде во пензија, иако за тебе пензија не значи да седиш шах да играш. Или позади рацете и на шетање, да. Веќе имаш активна пензија, академик стана. Како си ги замислуваш ти овие пензионерски денови и оваа фаза од твојот живот? Што повеќе тихување, оти во такви услови доаѓаат не само уметнички решенија, туку и научни. Затоа што ако заглавиш во свесно во пребарување на информации за кои што треба ти да ги осознаеш низ твои опипливи опити и истражувања, тогаш ќе нема да бидеш автентичен, нема да бидеш свој. Тоа денеска е уште полесно со таа вештачка интелигенција, направи ми докторат, направи ми магистериум, направи ми дипломска и така натаму, без да се мачиш многу, и тоа е замката на оваа симулација живот, што ја нарекуваме живот, нели? Што полесно да си поминеш. Се разбира, мојот пат е тежок од моето раѓање па до ден денеска, затоа што е предмет на многу одрекување. Не сум материјално ориентиран, меѓутоа за среќа моето семејство и благодарејќи на моите уметнички активности и така натаму, па и универзитетски професор, доволно материјално сме обезбедени за да можам многу често, а и тоа и син ми ратко го практикува, и ќерка ми се разбира, кои се музичари, затоа што гледа како јас се однесувам работејќи со нив. Гледа како се раѓаат композиции, како се раѓаат форми. Значи, неизбежно е да бидеш автентичен, да бидеш препознатлив, неизбежно е да бидеш во тесна врска и непрекината папочна врска со културата на твојата генетика, значи мајчината култура. Затоа што после има социјални и економски и така натаму, јас го велам тоа хипноза. Значи, се оно што се случува околу нас, од аспект на медиум, од аспект на учители, гура и така, тоа е хипноза.
Дефинитивно, која ни е дадена како предизвик, исто така од Творецот. Тоа се испити животни. И, значи, мојата желба за трагање повторно на вистината, на љубовта, на она што ме прави среќата, она што ме прави задоволен од тоа што се бавам, и во пензионерски денови, а тоа е уметничкиот сегмент и сега научниот, нели, се повеќе, за каде што веќе имаш и една друга одговорност, малку и општествена, сепак мано има и друга одговорност во рамките на општеството. Мислам дека тебе можам да ти го поставам ова прашање без да ме сватиш погрешно, а и публиката ако стигнала до овој момент ќе ме свати, а тоа сега те прашам како сакаш да го завршиш животот, како гледаш на смртта, како ако ги гледаш последните мигови и си го погледнеш животот, како би сакал да заврши тоа? Прво, моите желби и моите размислувања по тоа основ се безпредметни, затоа што суштината, пак ќе кажам, на животот според Фројд е смртта, тоа е неминовност. Сакам само многу пати, тоа е во народот вика, ао, многу е тешка старост. Тоа го слушам и од татко и од многу, ао, многу е тешко. Да сум жив и здрав, да видам што е тоа, колку е тешка таа старост, или? Така да во суштината не се плашам, можеби као млад се плашев многу, да бидам искрен. Што јас, што родителите ќе ги изгубим, јас леле, Тоа се типично младешки размислувања. И еден даден момент јас ќе отидам на другиот свет, ќе се соочам со смрт. Све е тоа музика. Све е тоа енергија каде што завршува една, како се вика, една убава играчка, која се вика животна играчка, со се она што си го направил, кога ќе погледнеш позади суштината, и во тоа е да видиш траги. Меѓутоа сметам дека ако суштината на животот е смртта, тогаш смислата на животот е кај неродените. Повторен е циклус. И она можноста дека во тишината, можеби ако не си завршил нешто, сега веќе влегуваш во друга една димензија, ја имаат сите таа можност после, можеби некои сретнувам дури по илјадници животи имаат некои реинкарнација, барем ако прашаш некој гуру и така натаму. Значи во таа смисла знам дека еден циклус, една игра, органска игра, игричка, краткотрајна колку е толку, што по богато ја изиграш и оставиш траги позади тебе, ќе биде добро, а смислата понатамошна на она што се вика игра им припаѓа на неродените. Тие што треба да се појават и да играат својата игра. Нашата игра се ближи кон крај. Можеш да кажеш дека си го постигнал тоа што се требало да го направиш во овој живот? Па, во суштина сум многу задоволен, гледајќи ги резултатите од моето работење на сите мои општествени дејности, уметност, педагогија и наука. Меѓутоа, колку ме служи здравието, колку ми е дадено да ја продолжам мојата животна игра, ќе оставам уште онолку колку што можам, и на уметнички, и на научен план. Меѓутоа, уживам секојдневно со нешто што ме прави среќен, радосен, тоа е семејството, тоа е внуката, тоа е дејцата, тоа е сознанијата дека допирот е човечка особина, не можат да направат роботите да го чувствуваат истиот сенс. Има сензори, нели, топлина, ама не е она човечка, она е срцева топлина, она допирот, нели, кога ќе ја гушнам мојата внука Нела, кога ќе каже мене деде, само деде ме смирува. Сите други ја тераат да плачат, не ја даваат благо, не ја даваат ова да си игра, ја ја давам све, и благо и да си игра. И она на 3 години ќе вика, јас си го сакам деде, оти ме смирува, да не плача. Тоа е тоа. Детенце од 3 години. Значи, повторно се потврдува во сето она што досега го говоревме, низ мое лично искуство.
без да го читам Јунг или не знам Адорно или не знам кој, не, затоа што само ќе сватам дека ништо не знам. Меѓутоа повторно, кога ќе отидам во светот на тишината, почнувам на моје ниво, оно што сум го постигнал во животот, почнувам да или создавам услови барем уште една платформа или уште една степеница да отидам понапред. Иначе сум задоволен од мојот живот. Ја немам веќе прашање, искрено ти кажам. Зошто? Некако ми се потрошија, едено ако би сакала ти нешто да додадеш, што не имаше шанса надолго да го кажеш. Па не, со тебе сме разговарале многу, барем на една средба, ми годеше овој разговорот со тебе и затоа сум денес присутен тука. Иначе ако не ти годи, ако не ти прија, ако не ти е љубопитство и ако не е енергетско ниво, и ако ти си многу помлад, не може да бидам тука. Ќе најдев начин како да го ескивирам тоа. И мислам не начин, него едноставно не можем и така. Не арогантно, не сум бил никој пат во животот арогантен. Меѓутоа, драго ми е што те запознав, те благодарам на поканата и многу е ретко, уствари не е ретко веќе, се повеќе има млади луѓе кои што трагаат по светлината, по себесознанието, себеспознанието, поправилно речено, така да ти си еден од нив и ми е драго. Јас жалам само што нема време јас да ти поставам прашање за твоите желби да патуваш во Индија и да се дружиш со тие силни гуруа. Ама друг пат. Ти благодарам, Драган, ти благодарам за твоето присуство и сите одговори. Не знам што ја кажам. Ти благодарам. Ти благодарам јас. Се надевам дека ви се допадна овој интервју. За мене беше навистина инспиративно и охрабрувачки. Се надевам дека што повеќе луѓе ова го видоа и дека ќе почитуваат и ќе биде популарен Драган Дутовски додека е жив, бидејќи треба да го цениме тоа што го имаме. Ме интересира вашето мислење, пишете во коментар и се гледаме во наредна епизода. Чао!